Многу фалби и малку резултати. Вака накусо изгледа епилогот од досегашното владење на СДСМ и ДУИ со македонското здравство. Јавноста во изминатите години не виде промоција на ниту еден поголем капитален инфраструктурен проект во оваа дејност, но тоа според надлежните не е причина да се извлекува негативна паралела за досега сработеното. Министерот Сали тврди дека проекти имало, а фокусот биле пациентите и здравствените работници. Во регионот во финансискиот дел, финансирањето на трудот на здравствените работници сме земја лидер. Нели зборуваме за држави кои што се надвор од Европска унија, а во делот на капиталните инвестиции ние па секоја недела можам да кажам дека нешто промовираме во делот на инсталации, пуштање во употреба на нова опрема која што Предизборно беше ветено нов клинички центар, кој не само што не го добија граѓаните, туку сега ќе плаќаме и пенали. Сали тврди дека Министерството правило се за да не се плаќа целата сума од 8,5 милиони евра и ќе се одело преку арбитража. Оштетување на буџетот сигурно ќе има, ама првиот човек на здравство вели дека се уште било рано да се каже за колкава сума. Секако нема да биде таа сума, затоа што најчесто страната која што побарува сите средства кои што ги предвиделе они во нивните калкулации, односно сметководства за штети направени во однос на раскинување на тој договор. Меѓутоа не секогаш тие средства се исплаќаат од страна на во овој случај државата и односно другата странка. Најверојатно ќе одиме на арбитража која што сигурно ќе одземе подолг временски период и не знаеме кога може да има крајен исход. Така да јас би апелирал да не брзаме со барање на информации за тоа колку државата ќе биде оштетена. Додека јавноста чека нови клиники и модерна медицинска опрема, здравствените работници среќата си ја бараат во приватното здравство, а голем дел од нив и во странство. По пандемијата, Асоциацијата на специјализанти и млади лекари обелодени дека од земјава се заминале 400 медицински лица. СДСМ и ДУИ пред да дојдат на власт не штедеа на ветувања. Ке имаше бесплатно јавно здравство, нов систем за мој термин, а медицинскиот кадар ке имаше бесплатна едукација и двојно зголемена плата и награди. Наместо реализација на ветеното, она што го одбележува здравството во изминативе 5 години е недостиг од терапија, необновени позитивни листи кои се ветуваат со години, низа скандали, афери, незадоволен медицински персонал и уште понезадоволни граѓани од здравствениот систем.